Националниот едношалтерски систем ќе овозможи целосна дигитализација на постапките за увоз, извоз и транзит на стоки, со што значително ќе се поедностават административните процедури за компаниите, истакна вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски на седницата на Комитетот за управување со проектот. На состанокот беше потврдено дека успешно е завршена тендерската постапка и е потпишан договор со избраниот конзорциум за испорака и инсталација на новиот систем. Според договорените рокови, системот треба целосно да биде операционализиран и ставен во функција до крајот на 2027 година. Новиот софтвер ќе овозможи сите дозволи за увоз, извоз и транзит, како и плаќање на потребните надоместоци да се реализираат електронски преку единствена платформа. Со тоа ќе се намалат административните процедури, ќе се забрза обработката на барањата и ќе се подобри координацијата меѓу надлежните институции. Од владата посочуваат дека реформата има за цел да ја олесни надворешната трговија преку размена на податоци меѓу институциите, поефикасно издавање дозволи и подобра координација на сите процеси. Македонија е дел од регионалниот проект за олеснување на транспортот и трговијата во земјите од Западен Балкан, во рамки на кои ќе се реализира и целосната замена на постојниот систем за управување со дозволите за увоз, извоз и транзит на стоки. Министерството за внатрешни работи соопшти дека во изминатите 2 години е регистрирано намалување на вкупниот криминалитет за 30%, при што според институцијата нивото на криминалитет е најниско во последниве 20 години. Од МВР наведуваат дека ефикасноста во откривањето на кривичните дела и нивните сторители е зголемена на 69%. Во борбата против организираниот криминал, како што информираат, сузбиени се повеќе од 30 организирани криминални групи. Бројот на разбиени групи поврзани со корупција е зголемен за 50%. Во областа на борбата со трговијата со дрога, полицијата открила над 1600 кривични дела, поднела пријави против околу 1900 лица, запленила 6,2 тони наркотична дрога. Воедно спречени се 9 меѓународни транспорти на марихуана и кокаин, додека заплените на кокаин се зголемиле за повеќе од 300%. Според податоците на Министерството, имотниот криминал е намален за над 30%, бројот на разбойништва и разбойнички кражби е намален за повеќе од 40%. Од Министерството порачаа дека ќе продолжат со засилени активности во борбата против криминалот, нагласувајќи дека безбедноста на граѓаните останува нивен врвен приоритет. Палестинското движење Хамас соопшти дека го распушта телото кое речиси 2 децении беше задолжено за управување со граѓанските работи во појасот Газа, отворајќи пат за пренесување на административните овластувања на нов технократски комитет. Одлуката е потврди директорот на владината канцеларија за медиуми на Хамас Исмаил Ал-Таватта, кој информираше дека председателот на владиниот комитет за вонредни ситуации поднал оставка. Според Хамас, распуштањето на постојното тело има цел да овозможи непречен трансфер на административните и управувачките одговорности кон Националниот комитет за управување со Газа. Новиот комитет е формиран во рамки на иницијативата на Одборот за мир, тело создадено по примирието меѓу Хамас и Израел во октомври 2025 година, со посредство на американскиот председател Доналд Трамп. Овој потек се оценува како значајна промена во начинот на кој би се организирала цивилната власт во појасот Газа во периодот по конфликтот. Се очекува во наредниот период да се превземе одговорноста за административното функционирање на палестинската територија. Руските власти соопштија дека Москва и Московскиот регион биле цел на еден од најголемите напади со беспилотни летала од почетокот на војната во Украина. Градоначалникот на Москва Собјанин Сергеј информираше дека повеќе од 430 дронови биле лансирани кон регионот на главниот град, при што руската воздушна одбрана соборила 36 летала кои се приближувале кон Москва. Собјанин преку платформата Телеграм наведе дека нападот започнал во текот на ноќта, а повеќето од беспилотните летала биле неутрализирани пред да стигнат до градот. Информираше и за паднати остатоци од соборени дронови, но засега нема податоци за жртви или причинета материјална штета. Руското министерство за одбрана соопшти дека вкупно 452 украински дронови биле соборени над руска територија во текот на ноќта. Според руските државни медиуми станува збор за најголемиот напад врз Москва во последниве 2 години. Поради безбедносни причини привремено биле ограничени летовите од и кон аеродромот, при што полетувањата и слетувањата биле вршени само во координација со воздухопловните власти.
Нападите со украински дронови со долгодострел во последните месеци се почесто достигнуваат до Москва, со што се нарушува воздушниот сообраќај и се таргетира стратешка инфраструктура. Украинскиот претседател Володимир Зеленски претходно изјави дека засилените напади врз руската претстолнина би можеле да придонесат за забрзување на крајот на војната, оценувајќи дека соочувањето со последиците од конфликтот во непосредна близина на Крем може да изврши дополнителен притисок врз руското раководство. Променливо облачно време со сончеви периоди и услови за локална нестабилност се очекува. Денеска информираат од управата за хидрометеоролошки работи. Во попладневните часови ќе има појава на пороен дожд и грмежи и ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, кој наместа дожд по Вардаријата повремено ќе засилува. Минималните температури ќе се движат од 9 до 20 степени Целзиусови, максималните ќе достигнат од 26 до 36 степени. Во Скопје се очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Попладне во делови од Скопската котлина ќе има услови за краткотраен пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Од управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека по овој период следува претежно стабилно време со повисоки дневни температури. Локална нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер повторно е можна в четврток и недела.